Како ќе се определи етничката припадност при вработување со правична застапеност, праша пратеникот Скендер Реџепи, откако Уставниот суд претходно донесе одлука со која, како што истакна, нема да има изјаснување на етничката припадност. Прашањето го постави до премиерот Христијан Мицковски, при што рече дека со ова не постои начин за утврдување на фактичката состојба со тоа колку има вработени од другите етнички заедници. Lidhur me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat është duke pas parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese ku nuk detyrohet, obligohet qytetarit të deklarojë përkatësinë etnike, është i lirë fare. E dyta, duke pasur parasysh që përkatësia etnike nuk figuron në asnjë dokument. Do thot nuk ka përkatësi etnike të definuar askund. Pyetja është si ju, si kryeministër, ose si ministrat përkatës, ose si drejtorët institucione përkatëse, duhet caktoni përbërjen etnike të institucionit që ju e drejtoni. Премиерот Мицковски рече дека не сака да коментира одлуки на Уставен суд, но одговори дека при вработувањето клучен ќе биде квалитетот на кадарот, а не етничката припадност, и му забележа на Реџепи дека упорно ги етнизира прашањата. При тоа истакна дека законот за правична застапеност е готов и дека тој е позитивно оценет и од Венецијанската комисија. Апсолутно се води сметка за правичната застапеност. Јас сум личен гарант и тоа сум го кажал во минатото. Апсолутно можам да ве убедам дека квалитетот на луѓето без разлика од која етничка припадност доаѓаат треба да биде клучен и да биде приоритет. И тоа е практично темелна уставна вредност. И тоа е практично дел од меѓународните резолуции и конвенции. Скендер Реџепи го постави прашањето за донесување на уставните измени, кои се клучни за продолжување на европскиот пат. На ова Мицковски одговори дека останува на својот став, дека се додека не добие гаранции дека нема да има понатамошни блокади, дека ќе престанат негирањата на македонскиот идентитет и јазик, како и македонската заедница да ги добие правата во Бугарија, се дотогаш нема да има уставни измени.